Почитувани представници на медиумите, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми, почитувани представници на надзорниот орган, почитувани изведувачи, продолжуваме со сериозни инвестиции во изградба и модернизација на целокупната патна инфраструктура во државата. Само со посветено работење, преку вложување во патната и комуналната инфраструктура, во гасификацијата и други капитални објекти, можеме да очекуваме поголем економски раст и подобри услови за живот на сите граѓани. Оваа влада покажа како треба да се работи во услови на ковид пандемија. Реализацијата на капиталните проекти во ресорот транспорт ги подигнавме на преку 15% во првиот квартал, што е одлична реализација, имајќи во предвид дека имаме силно влијание на здравствената криза. Тоа е показател дека оваа година ни следи градежна експанзија, каде очекуваме градежништвото да бележи силни стапки на раст. Денеска со директорот на јавното претпријатие за државни патишта извршивме увид во рехабилитацијата на оваа автопатска делница на потегот од Петровец до Катланово со вкупна должина од 10 километри во двата правци. Ова е делница од коридорот 10, дел од европските коридори. За нас е многу значајна транзитна патна врска и ова е начинот како да воспоставиме квалитетен, модерен и безбеден автопат ако сакаме да ја одржиме стратешката позиција на земјата во делот на транзитот на овој коридор. Инвестицијата е вредна 7,2 милиони евра. Предходно се реконструираше дел од десниот коловоз, поставен е и првиот слој на асфалт. Во моментот се работи на левиот коловоз, а како што може да се види се работи и на изградба на уште една нова коловозна лента. Исто така и десниот коловоз се планира изградба на трета лента, каде што недостасува, така што очекуваме оваа делница да добие комплетно ново и модерно автопатско решение. Градежните работи очекуваме да се засилат во овој период, бидејќи временските услови се отвораат и тоа ни го дозволуваат. Генерално, можам да бидам задоволен. Имаме силна градежна офанзива, максимално се работи на секаде низ државата. Само во овој момент се одвиваат градежни активности на 17 патни правци со околу 300 километри и вредност од 825 милиони евра. Сакам да ви уверам вас, граѓаните, дека продолжуваме силно и посветено и во наредниот период да ја обновиме и да ја изградиме нашата македонска патна инфраструктура. Ви благодарам. Почитуван министр за транспорт и врски господин Вучварски, почитувани представници на медиумите, реабилитација на автопатска делница Катланово-Петровец, која што е една од најфреквентните на овој потег, е со цел да се подигне на највисоко ниво безбедноста на учесниците на сообраќајот. Исто така, овие вкупно десетина километри што се реабилитираат на левиот и на десниот коловоз ќе бидат и проширени со уште една лента со што ќе добиеме комплетна автопатска делница по сите стандарди. Поконкретно ќе се изврши реабилитација на левиот коловоз и проширување со уште една коловозна лента, бидејќи во моментот на овој потег имаме само две коловозни ленти. Проширувањето ќе биде во внатрешниот зелен појас на автопатот со цел да се избегне дополнителна експроприација. На левиот коловоз се руши постоечкиот мост над Розанички канал од причина што мостот со две коловозни ленти и ќе се изгради нов со 3 коловозни ленти. Исто така ќе се изврши реабилитација и на десниот коловоз, а пред клучката Катланово во должина од околу 460 метри ќе се изврши проширување на коловозот со уште една лента. Вредноста на проектот е 7,2 милиони евра, финансиран од ЕБОР, изведувач на работите е Бетон, а главен надзор е ГИМ заедно со Евроконсалтинг и ИРД. Очекуваме во период што следува, кога временските услови веќе ќе се подобрат, да се забрза темпото на изградба и да добиеме безбедна и брза автопатска делница. Ви благодарам. Тендерувар професорите медиумове.
Rehabilitimi i seksionit të autostradës Katlanov-Petrovec, një nga rrugët më të frekventuara në këtë drejtim, bëhet me qëllim që të rritet niveli i sigurisë për pjesëmarrësit në trafik. Gjithashtu, këto 10 kilometra që rehabilitohen, nga të dy anët do të zgjerohen edhe nga një kursi shtesë, nga ana e djathtë dhe nga ana e majtë, me atë do të kemi një seksion të plot të autostradës sipas të gjitha standardeve. Më konkretisht, rruga nga ana e majtë do të rehabilitohet dhe do të zgjerohet me një kursi shtesë, nga se për momentin ka vetëm 2 kursi në këtë drejtim. Zgjerimi i rrugës do të bëhet në shiritin e mbrendshëm të gjelbër të autostradës, me qëllim që të smanget shpronësimi i tokës. Në anën e majtë të rrugës, ora mbikaluese është shkatruar, pasi që kishte të bëj vetëm me 2 kursi, tani e ndërtojmë një urë të re në të gjitha standardet e nevojshme me 3 kursi. Gjithashtu rehabilitimi do të krihet edhe në rrugën në anën e djathtë, ndërsa para kryqëzimit të Katlanovës, në një gjatësi prej 460 metrave, rruga do të zgjerohet edhe me 1 kursi. Vlera e projektit është 7.2 milion euro, e finansuar nga Bergji. Realizimi i punëve e bëhet nga ana e kompanisë Beton, ndërsa mbikëqyrës është GIM, Eurokonsaltimi dhe IRD. Me përmirësimin e kushteve kohore, shpresojmë se tempot e punës do të rriten edhe më shpejt dhe shumë shpejt do të kemi një zgjidhje të autostradës shumë me standarde të larta dhe me cilësi dhe siguri në komunikacion. Ju falenderoj.